Денеска би сакал да ви информирам за текот на постапката во предметот што во јавноста е познат како проект Скопје 2014 година и кој беше првично оформен од поранешното специјално обвинителство, а по превземањето на предметите од тоа обвинителство сега е во надлежност на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Станува збор за еден сложен предмет на кој јас како јавен обвинител интензивно работев подолг временски период. По назначувањето на основниот јавен обвинител на ОЈОГОК, Ислам Абази, постојано сме во координација во врска со овој предмет, презедовме низа дополнителни истражни действија, а добивме и вредни докази преку барања за меѓународна правна помош, така што овој предмет доби одредена динамика. Обвинителот Абази се извинува што денеска заради итни неодложни обврски надвор од Скопје не беше во можност да присуствува на оваа пресконференција. Јас најпрвин ќе ви ги изложам податоците околу предметот, а потоа ќе одговорам на вашите прашања, се разбира доколку имате. Поопсежно спроведена постапка КОБР 9/20 под кодно име Феникс, по прибавени докази по пат на меѓународна правна помош од 5 странски држави, во текот на вчерашниот и денешниот ден, до судија на претходна постапка поднесени се повеќе барања за претреси, барања за привремено одземање имот заради обезбедување и идна конфискација, замрзнување на банкарски сметки и удели во други правни лица, како и предлози за определување мерки притвор и други мерки за обезбедување присуство на осомничените. Во овој предмет на ОЈОГОК се спроведува истражна постапка против 15 физички и 7 правни лица, меѓу кои, освен македонски државјани, има и еден државјанин на Република Италија и 3 италијански правни лица. А поради основано сомнение за сторени кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување по член 353 став 5 од Кривичниот законник и перење пари и други приноси од кривично дело од член 273 од Кривичниот законник. Врз основа на прибавените докази произлезе основано сомнение дека од втората половина на 2007 година па до крајот на 2013 година во Скопје прво осомничениот, искористувајќи ја својата реална моќ како председател на влада на Република Македонија и председател на политичка партија што тогаш била на власт, заедно со своите блиски владини и партиски соработници, заменик председател на владата и министер за финансии, државен секретар во Министерството за култура, а подоцна и министер, како и тогашен председател на Советот и советник во Општина Центар, градоначалник на Општина Центар и други лица, се поврзале со цел остварување политичка и финансиска корист. Имено, под превезот на историското и државотворното значење на личностите за кои се подигнуваат споменици, осомничените започнале со реализација на проект познат во јавноста како Скопје 2014, а за кој проект реално не постои писмен документ, одлука, проект или програма од надлежен државен орган. Преку Министерството за култура и трето осомничената се подготвувале и поднесувале иницијативи за изградба на споменици под изговор дека се работи за спомен обележја од локално значење за жителите на Општина Центар. Иако станувало збор за личности кои се од значење за државата, иницијативите за поднесување на споменици се поднесувале пред Советот на Општина Центар и како резултат на тоа започнале и се спроведувале постапки за подигнување меморијални споменици за кои единствено надлежно согласно закон е Собранието на Република Северна Македонија. Со превземените действија, спротивно на член 11 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, со владени одлуки, без утврдена програма од влада, преку прво и второ осомничените како овластени предлагачи на буџетот, кои умислено планирале и предлагале предлог закони за донесување на буџет во кој се содржала однапред планирана неправилна распределба на средства, предлагале, донесувале и подпишувале незаконити владини одлуки со кои директно или преку Министерството за култура трансферирале средства во Општина Центар. На овој начин, заобиколувајќи го Собранието,
осомничените си обезбедиле финансиски средства од државниот буџет, со кој го финансирале извршувањето на кривичните дела и незаконски префрлиле на сметката на општина Центар вкупен износ од 3 милиарди 547 милиони 390 илјади денари или околу 57 милиони 681.138 евра. Со цел да се прикаже дека тоа е проект на општината, а не на владата, 5 осомничената, а подоцна и 6 осомничениот, како градоначалници на општина Центар, умислено ги прифатиле однапред неправилно распределените финансиски средства. Парите од Министерството за култура и од буџетот на Република Северна Македонија, без законски основ и без да се отворат посебни наменски средства и сметки, ги примиле како капитални дотации. Со действијата што ги превзеле, ја заобиколиле парламентарната контрола врз процесот на планирање и трошење на буџетските средства, обезбедувајќи неконтролиран пристап до финансиски средства потребни за сторување на кривичните дела. На тој начин, осомничените целосно го нарушиле уставното начело на подоба на власта, на законодавна и извршна и локалната самоуправа како темелна вредност на уставниот поредок, а во исто време од стручната јавност и граѓаните го прикриле вистинскиот износ на финансиските средства потребни за реализација на наводниот проект. Од досега прибавените докази произлегува дека 5 и 6 осомничените како службени лица, градоначалници на општина Центар, 4 осомничениот како службено лице председател на Совет на општина Центар, поттикнати и помогнати од други лица, при вршењето на јавни набавки за изработка на споменици, сториле едно продолжено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 став 5, ВВ ставови 3 и 1 и ВВ член 22 и член 45 од Кривичниот законник. Поточно, тие спровеле незаконити јавни набавки за избор на економски оператор Леарница. При изборот прифатиле понуди со нереални цени од економски оператор кој самостојно не ги исполнувал условите, ниту имал комплетни понуди, а ги отфрлале сите останати понуди. Во овие действија биле помогнати од 8 осомничениот италијански државјанин, кој им ги ставил на располагање неговите правни лица, преку кој, во име на повеќе други правни лица, поднесувал однапред договорени понуди и подпишувал договори, иако знаел дека дел од нив воопшто немаат регистрирано дејност, леење или обработка на мермер. Подоцна, изработката на предметните споменици со поддоговори ја пренесувал на сосема други леарници, но за далеку пониски цени, а лажно прикажувал дека изработката е од неговите правни лица. Со превземените действија на 8 осомничениот како управител и собственик и двете правни лица од Република Италија им била прибавена значителна противправна имотна корист во вкупен износ од 16 милиони 136.150 евра. Во временскиот период од втората половина на 2008 до 2015 година, делот осомничените во состав на група за кој постои основано сомнение дека се занимавала со перење пари, биле поврзани во заедничко делување на домашни и странски физички и правни лица, преку кој осомничени правни лица и нивните управители во повеќе наврати примили и пуштиле во оптек пари од поголема вредност, прибавени на 8 осомничениот како принос од кривично дело, бидејќи потекнуваат од противправна имотна корист прибавена со сторување на кривичните дела злоупотреба на службена положба и овластување, а во вкупен износ од 16 милиони 136.150 евра. Со конверзија, тие прикриле дека парите потекнуваат од нелегален извор и ја прикриле нивната локација, движење и собственост. Па така, во исто време, додека се одвивале плаќањата, врз основа на склучените договори за јавни набавки за изработка на спомениците, од општина Центар кон две осомничени правни лица во странство, управувани од 8 осомничениот, дел од валканите пари во вкупен износ од 1.122.720 евра, 8 осомничениот во голем број наврати ги подигал во готовина од осомничените правни лица. Друг дел од парите
со намера да ги внесат во јавните финансии платниот промет и стопанството во Република Северна Македонија и да ги помешаат со легалните приходи, кои понатаму ќе создаваат нови приноси од кривични дела, групата започнала да ги прима и пушта во оптек на различни начини, еден дел директно во нашата држава, а друг дел преку други држави кон Република Северна Македонија. Во периодот од 2008 до 2009 година од Фиренца, Република Италија, 8 осомничениот преку двете осомничени правни лица со кои тој управувал, во неколку наврати преку банкарски трансакции по основ на фиктивни фактури, пренел и пуштил во оптек од Република Италија директно во Република Северна Македонија валкани пари во износ од 177.221 евро, а кој претходно ги примил. Овие средства од сметката на правното лице во Македонија биле подигнати во готовина и предадени на еден од осомничените, потоа дел од нив биле префрлени на сметки на други правни лица, од каде повторно биле подигнати во готовина и предадени на еден од осомничените. Понатака во периодот од 2009 до 2010 година од Фиренца, Република Италија, преку друга странска држава во Скопје, 8 осомничениот преку двете осомничени правни лица, преку банкарски трансакции по основ на фиктивни фактури за консултантски услуги, во повеќе наврати пренел и пуштил во оптек дел од валканите пари, кој претходно ги примил во вкупен износ од 327.853 евра. Воедно, во временскиот период од првата половина на 2008 година до денес, во земјата и во странство, четврто осомничениот создал група која што се занимава со перење пари, на која членови станале 7 од осомничените, како и други енен лица. Преку офшор компаниите создал мрежа на ново формирани правни лица, и тоа 3 македонски правни лица и едно правно лице во странство, чии управители се опфатени со оваа постапка и преку кој во повеќе наврати примиле и пуштиле во оптек пари од поголема вредност кои потекнуваат од казневи дела. Со конверзија на овие средства било прикриено нивното потекло и тие биле пуштени во оптек за прибавување на имот, претварени во друг вид на имот и имотни права, а се со цел да се прикрие нивната понатамошна локација, движење и собственост, стекнување на нови користи и трансформација на незаконски стекнатите пари и нивно помешување во легалните економски текови на финансискиот систем на Република Северна Македонија. Истрагата во овој момент не е завршена, се уште е во тек, но цениме дека во моментов треба јавноста да биде запознаено, особено што во текот на вчерашниот и денешниот ден дел од осомничените се лишени од слобода и е доставен предлог од страна на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција за определување на мерки притвори за одреден број лица, како и други мерки за обезбедување. Поднесени се барања и за замрзнување на имот, на недвижности, на банкарски средства, на удели во странски компании и други. Извршени се и неколку претреси заради спречување на понатамошно отуѓување на овој имот.